Почитувани, добродојавте во уште едно издание на Да не се лажеме со Хаџијанев. Како и секогаш, и овој пат нудиме жешки теми, а овој пат темата од која што ќе ги гледаме геополитичките надпревари, во која што ќе разговараме и од која што ќе ги разгледаме аспектите кои што се предмет на интерес на оваа дебата е социјалната стабилност. Нурнете со нас во аспектите на тоа како социјалната стабилност во услови на геополитичка трка, во услови на затегнати односи помеѓу големите играчи, се рефлектира на домашната и на националната безбедност. Колку темите од социјалната стабилност се битен фактор за геополитичкиот надпревар. Во оваа тема не можевме да најдеме подобар гостин од професорот Сташко Стојановски, кој е мој драг колега и професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Токму и тема која што е и ваша експертиза, нели, Страшко? Страшко, прво добродојавте во Да не се лажеме со Хаџијанев. Ова не е единственото нели гостување ваше тука, ќе зборуваме многу пати и многу повеќе на оваа тема, но денеска сакаме да поставиме на рамка или на дебата за која што многу малку се зборува кај нас или многу малку ја гледаат од таков аспект. Социјалната стабилност во геополитички контекст. Дали и колку, според вас, социјалната стабилност може да има ефекти по националната безбедност и може да биде предмет за подкусурување во геополитичките надпревари? Предпоставувам на прашање со дали треба да одговорам со да или со не. Благодарам на поканата, навистина ми е огромно задоволство да присуствувам на овој подкаст, на почетоците на нешто што се надевам дека ќе биде трајна вредност и ќе остави голем печат пред се тука во Штип, но и во Македонија, зошто да не и пошироко. Навистина интересни теми обработувате и би започнал со општата некоја одредница што представува тоа општествена или социјална стабилност, која што се поврзува со известноста, односно предвидливоста на системот, кој што може да испорача во однос на очекувањата на граѓаните. Значи, тука имаме две димензии. Едната димензија се врзува со очекувањата, другата со она што може да се испорача во општеството. Пред се тука се мисли на државата и нејзините институции, но се разбира имаме и пошироки чинители кои што се надвор од институционалниот капацитет на она што се нарекува држава. Кога зборуваме за повторно за овој концепт на социјална стабилност, самиот се врзува за низа елементи кои што предпоставувам дека нема да стигнеме сите да ги елаборираме денеска, затоа што се навистина преширока тема. Ќе имаме можности и понатаму да зборуваме. Тука влегува пред се политичката стабилност, економската стабилност, функционално граѓанско општество, предвидлив и одржлив систем на владење на правото, нешто за што се зборува кај нас секојдневно, понатаму адаптибилноста на граѓаните кон општествената промена, нешто за што можеби помалку се зборува, а исто така е прилично важно. Понатаму тука имаме некои елементи кои што се поврзуваат со културата, со традициите, со обичаите, нивното инкорпорирање во рамките на системот. Спомнавме во делот на општествената промена и се разбира имаме и други елементи до кои што инфраструктурата, например, за нејзе може да споменеме од тој аспект како е важна инфраструктурата, од геополитички аспект понатаму се разбира низ емисијата. Најпрвен за политичката стабилност се разбира тоа е основна предпоставка, особено во услови на функционални демократии. За да имате предвидливост во општеството, треба да имате изградено демократски капацитети и треба да имате функционално општество од аспект на функционален плуралистички систем. Што тоа значи, да им објасниме на слушателите? Еве вака, значи пак нема да ми замерат слушателите и гледачите доколку одам малку повеќе кон генеричките основи на проблемите. Ова се теми за кои што многу малку се зборувало, посебно од ваков аспект. Ќе се обидам да не задлабочувам премногу во минатото, меѓутоа нужно би тргнал, например, ако зборуваме за демократските капацитети и Македонија како комплексно општество, кое што де факто е консоцијална демократија, особено после 2000 година, основите на демократијата се врзуваат со дезинтеграцијата на еднопартиските системи 90-тите години. Се разбира, може да бараме во минатото некакви традиции, меѓутоа ако зборуваме за континуитет и систематичен период, тука 90-тите години се клучни и имавме
би рекол, еволуција на системот, која што беше предизвикана пак од некакви брзи нагли промени кои што траеа можеби неколку години до една декада, од доцните 80-ти до средината на 90-тите години. И најпрви реформите во делот на економијата, ориентацијата кон пазарниот систем или пазарната економија, но и демократизацијата која што се врзува пред се со можноста на граѓаните да учествуваат во донесувањето на одлуките. Има многу дефиниции за демократија, од она генеричка дефиниција која што се врзува нели со етимолошката категорија демос кратеон не е ни важно, меѓутоа граѓаните треба да имаат можност да учествуваат во донесувањето на политичките одлуки. Таа можност најдобро се репрезентира преку политички представници, бидејќи за разлика од антиката кога е нели воспоставена демократијата, која што главно била односно непосредна директна демократија, денеска е посредна демократија и се бираат политички, се номинираат, се бираат политички представници, се врши трансфер на легитимитетот и при тоа тие на одреден временски период треба да управуваат со ресурсите, кај на се користи терминот да владеат, покоректно е да управуваат со ресурсите на граѓаните во одреден временски период. Пратеници 4 години, градоначалник 4 години, шеф на држава или претседател 5 години, така натаму. Меѓутоа, од аспект на овој тип на демократија или еволутивни процеси, јас би забележал, например, на две сентенции. Прво, нешто што го имаме во делот на граѓанското општество, што го покриваме, тоа е етатоцентричниот модел, значи доминацијата на државата во сите области на општеството, нешто што е пренесено, затоа одев генерички, што е пренесено од претходниот систем. Добро. И нешто што е пренесено, извинете, за да биде малце појасно. Пренесено во смисла на тоа дека ние транзициравме на хартија, да, ама во пракса се уште се практикува доминантната улога на државата. Ние на хартија имаме плуралистички модел, имаме повеќе партиски систем, имаме компетитивни процеси кои што се нарекуваат избори, нели сега сме во таков процес. Меѓутоа доминира државата и нешто што е обратно пропорционално на идеолошките тенденции од доцните 80-ти и раните 90-ти години кои што се поврзуваат со неоконзервативизмот и неолиберализмот, кои што за волја на вистината се допираат, значи за разлика од класичниот конзервативизам и либерализам. И иако либерализмот е мета идеологија, да не навлегувам таму, значи ги обединува сите други, кои што зборуваат за идејата за минимална држава. И ова е спротивно, ние што го градиме последните 30 години, сега теоретски го пласирам, предпоставам дека публиката малку ќе биде можеби избунета, меѓутоа предпоставам дека имаме и улога да ја едуцираме публиката. Апсолутно, тоа е целта на подкастот. Така да ќе оперирам со вакви термини. Значи, ние теоретски градиме нешто што е спротивно на светските тенденции од 90-тите години. Добро. Се врзуваме со истиот модел кој што постоеше во Југославија, проектиран можеби колоквијално преку таа југоносталгичност. Така. До ден денес можеме да го видиме тоа. Кај што државата буквално го контролира општеството во сите негови сегменти. Па дури и во делот, можеби економистите нема да се согласат, јас не сум економист, сум социолог, ама и Хаек беше социолог, па можеше да зборува за економија, ќе си земам слобода. Значи, дури и во делот на економијата, државата доминира врз економијата. Значи, ние немаме вистинска функционална пазарна економија, нешто што оди рака под рака со повеќе партискиот систем и со владењето на правото од аспект на заштита на човековите слободи и права, нели пред се. Тука се врзува тој концепт со овој неоконзервативен и неолиберален модел од 90-тите години. Значи, етатоцентричноста како еден од проблемите, би го лоцирал, од кој што ние не можевме и се уште не сме излезени, понатаму може да го елаборираме тоа зошто е така, односно зошто е тоа случај. Понатаму имаме нешто што се нарекува синдром на комунистичка култура. Значи, во делот на политичката култура кај нас се пренесува очекувањето од државата. Не само дека државата доминира, туку и граѓаните премногу очекуваат од државата, дури и во сегменти во кои што тоа не треба да биде случај. Добро. Кој е виновен за тоа? Сите ние, предпоставам сите ние помалку, се разбира најмногу оние кои што се нарекуваат политички или елити. Добро. На некој начин. Добро, меѓутоа да не избегаме и ние од одговорноста затоа што да не се елитизираме себе си, меѓутоа сепак влијаеме како
кадар кој што произлегува од јас- универзитет, ние влијаеме. Не само тоа, имам јас една теза. теза. Секој граѓанин во оној момент кога отишол да заопкружи било кое бројче, веќе станал дел од системот кој што го креира. Значи сите ние со тоа го креираме системот. Тоа е трансферот на легитимитетот. Значи тој дал на некој начин пас на оние кои што носат Ред. одлуки да ги донесуваат тие одлуки. Значи ова би биле некои елементарни проблеми кои што се поврзуваат со функционалноста на демократијата и еден друг проблем кој што се врзува со политичката култура во Македонија. Многу од новинарите на телевизиите кога сум гостувал, ќе ме прашат дали имаме политичка култура, велам првин погрешно го поставувате прашањето. Не е дали имаме, туку каква политичка култура имаме. Проблемот кај нашата политичка култура, и тоа е модел кој што е тестиран, и ние сме правеле емпириски истражувања на правниот факултет кај нас, политичката култура кај нас не е партиципативна. Туку е поданичко, патерналистичка. И пак се врзува, ја надоградувам на овој етатоцентричен модел и на овој синдром на комунистичка култура. Кембридж речникот има еден термин кој што вика клиентелизам за овој тип на овој како се вика на политичка култура во која што политичките елити создаваат централна верига во која ги користат сите, ресурсите од ги државата. користат ресурсите од државата, ја акумулираат моќта и ги користат како технологија на моќ преку која создаваат клиенти, послушни граѓани на принципот на морков и стап, во однос на тоа ќе ви дадеме работа, државна работа, нели да е пожелно, но треба да бидете лојални не на веќе на државата како институција, туку на партијата која што ние представуваме. И тоа е тој опасен момент. Ама партијата е моќна кога е на власт. Така е. И таа ја представува државата. Значи таа ги конституира политичките органи на власт во рамките на државата. Добро. Кога е во опозиција и е моќна и не е моќна, Добро. тоа идејата на партијата е да дојде на власт, нели? Да, тоа е или да ја задржи, дефиниција за партија по парticipира. социологија, нели, здружение на граѓани кои што се здружили за да освојат власта и да ги остварат своите интереси полесно. Тоа е нели најсуровата така, како не. Сега, бидејќи ова го дефиниравме, значи како еден од аспектите на таа социјална стабилност, покрај тоа социјалната стабилност ќе видиме зависи од некои други, од економската нели благосостојба на луѓето, Апсолутно. зависи од тоа колку успешно ќе успеете културолошките разлики да ги испеглате и да ги интегрирате, односно да воспоставите систем. Ќе ве предизвикам на некои делови, бидејќи ми е интересен вашиот одговор, значи не е оде за да бидеме дека се согласуваме само, туку да ја чуем и другата страна. Меѓутоа, пред да разговараме за тоа како современите технологии, овие вознемирувачки технологии, како компетицијата сега геостратешка ги предизвикува токму овие поставености за полесно да може да прескокне некој, например, во претходните дебати, например, кога зборувавме за дезинформации, констатиравме дека западниот свет, да кажеме, кој што учествува во процесот на поддршка на транзицијата во либерално-демократските процеси, бидејќи внимавајте, ние го избравме тој пат. 90-те години ние македонското Како и општество многу други. реши дека сака да оди по тој пат. Никој на сила не ни стави. Сега тука има се еден проблем во кој што велиме дека они фрле многу пари, многу енергија вложија, а имаат многу мал резултат сега. И треба да видиме каде сакаме да видиме дали е тоа проблемот и кој е тој проблем, зошто се јавува голема носталгичност кај поголем дел од населението кој што се сеќава на поранешниот систем и покрај тоа што кога ќе ги видиме тие параметри, што е тоа што сте го добивале како социјален учинок или социјална стабилност, е многу малку во однос на материјална вредност. Меѓутоа има друга некоја вредност на која што населението, ќе збориме и за тоа. Например, дали е ако ќе ги споредите овие параметри преку кои либерална демократија сака да мери нешто, социјална стабилност, тогаш имавме само прва и втора програма, и тоа втора ако ни пуштат после 12 часот. Јадевме шеќерна табла, млечни чоколади имавме многу малку, Кока-кола можевме само на телевизија да видиме. Можевме да, не знам, некои други работи, значи многу работи за кои што сега зборуваме, ги имаме во изобилие, не беа достапни. Сепак, многумина во системот жалат за тој систем. Што е тоа што фали? Што е тоа што недостига сега во таа социјална стабилност? Дали е лошото управување? Дали е расчекорот помеѓу старите навики, а новата платформа, тоа е демократизација со стари навики, да имате
централистички, клиентелистички начин на управување во кој партијата е пред државата, бидејќи внимавајте во тој дел имате дека чистките кои што се правени, неминовно е дека ако сте против партијата, ви сте против државата. На тоа дали сте лојален на партијата или не сте лојален на партијата, збориме на претходниот систем, сте биле селектиран во некои делови или не сте биле селектирани. Методите денеска не се толку ригидни, ама тоа стои. Добро. Се уште стои тоа. Добро. Колку сега, според вас, сметате дека ова е сериозен проблем или пак социјалната стабилност не е толку во игра колку што е резултат на судир на некакви си цивилизации во кои што ние ништо не можеме да направиме тука? Види методи. Значи, првото нешто што може би недостасува на тие генерации кои што се сеќаваат и кои што интересно го проектираат врз новите генерации. Јас разговарам со студенти кои што се родени 2002-2003 година веќе. Значи, Добро. годините многу подоцна од распадот на Југославија. Знаете дека тие воопшто ништо не знаат за конфликтот од 2001 година, а знаат многу нешто за таа поранешна Југославија. Нешто што ги учат и нешто што им се пласира од претходните генерации. Претходните генерации дефинитивно нешто загубија, тоа е нивната младост. Значи, сега да не го вулгаризирам проблемот, меѓутоа кога сте во еден систем и вие сте млад, и вие сте енергичен, и вие сте надежен, изгора на се градите вредности во тој систем дека е тој најдобриот на светот, а ние знаеме дека не бил најдобриот на светот, далеку од. Меѓутоа тие го идеализираат тој систем. Нешто што е позитивно, што го имало тогаш, а што го нема сега е предвидливоста. Значи предвидливоста, знаете дека доколку го критикувате режимот или ако критикувате партијата, вие не може да напредувате. Знаете дека во, не знам, периодот на информбирото, може би не знаеле сите, па избрзале, ако го критикувате повторно тој режим на култот на личноста, вие може да завршите и да бидете лишени. Може да ви забележам нешто. Имаме сега ситуација, точно е. Постоеше ситуација. Ама тоа го калкулирате. Значи вие си калкулирате само поентата да кажем. Значи вие си калкулирате дека човековите права не ги уживате до крај. А од друга страна добивате нешто друго на таа една телевизија, која што можеме и денес да ја видиме во Северна Кореја, на пример. Добро. Може да ви се пласираат вести цело време како Јосип Броз Тито бил во посета на некоја од државите од третиот свет, како го почитуваат, што и е факт, до некаде, значи е факт. Меѓутоа факт е исто така дека таа автономна, условно кажано, политика на Југославија во тој геополитички контекст на тие времиња во суштина била и попустлива кон двете страни, а истовремено и маневрирала помеѓу двете страни, условно кажано, во таа блоковска поделеност. Добро. Може ли да се задржиме на социјалната стабилност, ќе се вратиме на тоа? Дали сметате тогаш, еве сега имаме плурализм, имаме можност да критикуваме. Што фајде кога никој не му е гајле? Вие ги критикувате, ги предизвикувате, караванот, како викаше Љупче Гргески, караванот врви, кучињата си лаат и никоме ништо. Поентата ми е, имавме еден систем, времето на Никола Груевски, кој што сите го критикуваат, во кој што факт е дека многумина новинари не смеа јавно да ја критикуваат власт. Сега имаме систем во кој што ја критикувате, тоа немате никаква промена. Уште полош. Сите оние голем дел од критичарите, знаете како, викаат, ако претходно, да кажеме, знаете зошто не му правиле атентат на овој, како се вика, на Вучич? Затоа што си ги вработувал сите атентатори. А знаете ли како се зезаат во регионот за Македонија? Знаете зошто никој не ја критикува сега веќе Македонија толку многу? Затоа што си ги вработило сите невладини, овие што биле трчачите по невладината организација, шарената револуција, си ги вработи у влада. Да го оставиме тоа. Поентата е дека вие имате резултат, бидејќи ќе се согласите со мене во она за кое што се заговара или за кое што го тврдите дека треба да биде генеричка основа на таа социјална стабилност, таа либерална демократија, демосот народот е секогаш во право. Ќе се согласиме за тоа. Не мора да значи. Зошто? Не мора да значи затоа што имате особено кај десните идеологии, конзервативните идеологии, имате нешто што се нарекува прагматизам како елемент на таа идеологија. Добро. А прагматичноста не значи дека вие во моментот ќе се согласите со она што го размислува народот. Не, не збориме за елитите, зборуваме за тоа кој е во право. Значи народот е тој кој што е во право, бидејќи тој носи одлуката, така ли? Тој е масата и
да кажеме, хендикепот на демократијата, она што историски, да кажеме, Платон, која му велел на Аристотел, ако ги видиш овие двајца, да ги гледаш оние двајцата Теслари и не знам, овој како се вика, обични неучени работници, тие двајца ќе го нагласаат нашиот учител Сократ во парламентот и затоа ја презирал демократијата бидејќи ја сметал како тиранија на мнозинството. Не тврдам дека тоа е така. Јас само сакам да кажам дека на крајот на денот кога ќе најдете НЗС, народот е тој кој што е во право, бидејќи тој е тој кој што гласа. Идејата на демократијата е тој дека волјата на народот или ополномоштувањето на власта доаѓа од народот кој што одлучил како одлучил. Преку мнозинство и преку механизмот кој што е нели таков каков што е. Или она што Черчил ќе го рече, демократијата е најлош облик на владење, освен сите други, додека не ми најдете подобар систем. Сега, ако е тоа така, и ако велиме дека народот е тој кој што одлучува, како социјалната стабилност сега, таа социјална стабилност која што ви убаво поентиравте или кажавте дека уредувањето, односно управувањето со ресурсите, како сега тој дел, тој механизам може да биде злоупотребен во геополитички контекст и има зошто ве прашувам. Излезе сега една фрапантна анализа на ИРИ, која што е правена во кој се даваат кои ви се најголеми непријатели, а кои ви се најголеми сојузници. Сме правеле ние такви. Во ред. И кога ќе ги видите сега резултатите, ќе видите дека на населението за кое тврдиме дека одиме и чекориме кон либерално-демократскиот процес, најголем пријател е Србија. Според таа анализа, не тврдам дали е точна или не е. Истото, ние го добивме истото. Во ред, одлично, значи се потврдуваат неколку различни фактори, а за најголем непријател не се гледа Русија или не се гледа оние кои што се авторитарни режими за системот. Како сега, ако веќе тоа е одразот или тоа е ехото кој што го добиват од населението, каде е споната? Имаме ли проблем со лошото управување? И дали тоа може да биде просторот кој што го користат во геополитичката трка одредени актери, за да можат лесно да прескокнат цели концепти на политики и напори кои што се прават од либералната демократија, нели, за да се изгради оној bottom-up пристап од оздола населението да се ополномошти и да се охрабри, значи да се засили за да може да испорача демократија во вистинска смисла на зборот. Вратиме ако избегам од колоси. Важи, слободно. Значи пак ќе се вратам назад на почетокот. Ние зборувавме за отсуство на партиципативност на граѓаните во процесот на донесување на одлуки. Не е партиципативност ако одите на избори и гласате и толку за 4 години вас никаде не. Добро, тоа е одлично. Партиципативноста значи граѓанинот да биде прашуван, да биде консултиран и пред се да покажува иницијативност. Нашите граѓани не покажуваат иницијативност за прашања од општ јавен интерес. Ние интересот го покажуваме, ние како граѓани, во овој систем, кога сме загрозени лично или кога ни е загрозена можеби нашата потесна околина. Ние општиот јавен интерес не го препознаваме. И тука имаме уште еден проблем, а тоа е недостатокот на социјален капитал. Тоа е довербата. Граѓаните не си веруваат помеѓу себе, граѓаните не веруваат во институциите, граѓаните не веруваат во политиката. Добро, што е причина за тоа? Главната причина за тоа е можеби поради тоа што очекувањата на граѓаните се предимензионирани, рековме очекуваат премногу од државата. Културолошка причина има, предпоставувам исто така, значи нешто што се врзува со традицијата, кога вие можеби сте обстојале во некој историски период 5 века под друга власт, кога не сте ги изложувале проблемите, па имате и народни поговорки за тоа, туку едноставно сте гледале потесниот интерес да си го заштитите, а да не расплинувате премногу во политика. Мора да ве прекинам тука, извинете. Ја имам проблем со ова. Сега ќе ви кажам зошто. Ако се согласите со мене дека јас сум ви ја дал власта да управувате со мене, дали не постои одговорност кај вас како елита, хипотетички, да вие мене ми помогнете да ме одведете на правиот пат, наместо тоа да направите монопол на моќ и да ги искористите ресурсите на државата за да може да за лични цели. За лични цели. Ќе се согласите со мене дека секаде на балконот, не само кај нас, најпрофитабилна професија е да станеш политичар.
најпрофитабилна, што е катастрофа или е спротивно на либералната демократија, на она што се дее. Значи, дури овој на хибридно општество, и не здраве сега повторно не ставаме ги како хибриден режим. Значи, не ние, некои независни куки кои што, да кажеме, се етаблирани и имаат капацитет да мерат демократски индекси. Сега скоро повторно не прогласија за хибриден режим, што е страшно. После 30 години. Дали сега, ако е тоа така, дали сега граѓаните се тие кои што се виновниците или оние кои што се опомоштени? Не се, затоа што се гради систем, методи. Треба да го заокружам се тоа што го пласирам. Значи јас не алоцирам вината кон граѓаните. Точно е дека граѓаните има отсуство на партиципативност од страна на граѓаните. Меѓутоа тоа се стимулира од системот. Токму од оние политички елити. Никој не го зборува второто значење на терминот политизација. Политизација е доминација на државата врз се или на политичката гарнитура која што е на власт врз се во општеството, но политизација истовремено значи и обесхрабрување на граѓаните да учествуваат во тој политички процес, за да некој кој што се представува како елита го задржи монополот. Рационална е целта тука, не е нешто баук. Меѓутоа тоа не се дискутира, воопшто не се поставува како проблем. Ја спомнавте слободата на медиумите кај што можеме да се изразиме, нели? Не сум баш сигурен дека многу сме напреднали и во тој дел. Јас имав еден труд своевремено, пишував и лоцирав 3 главни проблеми кај медиумите во Македонија. Трите главни проблеми се поврзуваа со тоа што со собственичката периода на медиумите, значи многу од собствениците на медиумот го гледаат како секундарен извор, значи тоа не е извор за комерцијално екзистирање на пазарот, туку некој секундарен извор, затоа што имаат друг примарен извор на финансирање, кој што, на пример, вулгаризирам, и тоа имало такви примери, е градежна компанија која што добива тендери од државата. Добро. Ме разбирате? Вториот Апсолутно. е зависноста од меѓународните донатори. Многу од медиумите, особено од новинарите, особено од оние кои што се подобри новинари, екзистираат не секундарно, туку примарно од учество во меѓународни проекти. Ме разбирате? Добро. И сето тоа се врзува со непостоењето на доволен комерцијален простор на територијата на Македонија за екзистенција на медиумите. Ако е ова И ова води кон автоцензура. Сме правели и вакви истражувања. Ако од национални и локални медиуми само еден национален тогаш не одби да не спроведуваме анкети, тоа беше Канал 5. Морам да го споменам. Значи сите други се согласија. И спроведувавме анкети на локално и на национално ниво. Над 80% се подложни на автоцензура во медиумите. Дали е тоа слобода? Добро. Значи во едно време или во друго време. И пак се вратиме на матрицата кај што граѓаните се обесхрабрени да учествуваат во тој процес на донесување на одлуки. За да излеземе од матрицата на чисто внатрешни проблеми. И да отидеме на националната безбедност во контекст на геополитиката. Ке мора сега тука ја да направиме импакт. Излезе Wikileaks. Излезе Сноуден. Излезе сега, излегоа протекоа информација и во кои на New York Times и на дел од западните медиуми им се сугерира да го избегнуваат терминот, која ќе го зборуваат за Израел, да го избегнуваат терминот окупацијски сили, да го изменуваат терминот кршење на човекови права и да го изменуваат терминот геноцид. Ако е тоа така, ако е точно дека имате зависност од донатори во кои што ви велат да, ние ќе спонзорираме одредена кампања, меѓутоа ако тоа се крши со нашиот интерес, во тој случај ќе ги повлечеме парите. Како е тоа различно од оној претходниот режим за кој што зборувавме дека не чини или за кој што велиме еве тоа било еднопартиски систем? По што се разликува? Како да го разликува тоа? Не може да се разликува, тоа е континуитет. Значи не може од ништо да создадете нешто, се работи за континуитет и ние сме во процес на транзиција, нешто што се врзува со еволутивен процес на длабоки општествени промени. Еден од елементите на општеството кое што би можело да инклинира кон вакви, би рекол, димензии за кои што ние зборуваме сега, се аспектите на резистентност или на отпорност на граѓаните и на адаптибилност. Од тој аспект мислам дека нашите граѓани се прилично добро стојат и може да се вклопат во тие добри модели на социјална стабилност. Граѓаните се прилично адаптибилни и се прилично резистентни на промени. Меѓутоа нешто секогаш останува, а тоа нешто еве од аспект на геополитика, ја спомнавме Србија како фактор кој што го препознаваат граѓаните. Не е тајна дека Србија настојува преку
меки политики, условно кажано, да влијае во регионот, не секаде подеднакво, меѓутоа во некои држави повеќе, во некои помалку, ќе дозволиш методи, и тоа го користи промовирајќи ги преку таа турбофолк култура, ако сакате, сето тоа се меки политики. Добро. Тоа го користи или градење на тие сентименти кои што се врзуваат со југоносталгија, го користи кон промовирање на неизините политики или нешто што се нарекува влијание во регионот. Тоа е од аспект на, би рекол, регионална геополитика. Сепак проблемот е објективен и ако некој, например, меѓународен донатор, инвестирал милиони, стотици милиони, па дури милиарди во реформи на правосудството, а вие не можете да испорачате нешто што се нарекува одржлив судски систем, ако јас, например, се шокирам пред 2 години на конференција кај нас, гледам клучен излагач, keynote speaker, на кој што лајт мотивот му е правна сигурност како највисока вредност во правниот систем во Македонија, после тоа се пренесе, не знам, колеги од Скопје организираа некакви школи со тој лајт мотив, а јас знам дека тоа е од школата на правниот позитивизам на Ханс Келзен и дека во името на правната сигурност дојдовме до Холокаустот во Втората светска војна и дека тој концепт е апсолутно надминат и дека има нешто што е поважно, а тоа се човековите права и тоа е пред се еднаквата дистрибуција на правото, односно правичност. Ме разбирате на кој погрешен колосек сме ние ставени? Јас ве разбирам, ама имам проблем сега. Инвестираме стотици милиони и милиарди. Ај вака ќе се обидам уште еднаш и ќе бидам уште попластичен во тој систем. Вие треба да имате суди, јас бев оптимист до пред 5-6 години. Можем нешто повеќе. Вие треба да имате судии и обвинители кои што се адаптибилни, прилагодливи на промените и кои што треба да еднакво да го дистрибуираат правото за да граѓаните почувствуваат и тоа да се одрази врз довербата на правосудството. Кој ги создава судиите? Кој ги создава? Академијата, со име и презиме, Систем. Академија за судии и јавни системот. обвинители. Нема да генерализираме методи. Не генерализирам, системот ги создава. Академија за судии и јавни обвинители. Прашањето е, најпрактично прашање. Како се селектираат кадрите во Академијата за судии и јавни обвинители? Пак е тоа системот, пак е тоа некој дозволил во управувањето со. Некој го создал. Добро. Ја создал таа академија. Прашањето е сега. Критериуми, Прашањето е сега што ги мачат граѓаните бидејќи на крајот на денот, он вика вака: ако јас поредам кој е квалитетот на живот кој што го имав, џабе ми се 500 евра плата или како и да е, кој ја имав многу подобар живот, по квалитет на живот во тој период, или ова не може да го оспориме. Значи не можеме да се лутиме, не може да се лутиме, можеме да викаме дека не се во право, дека немале право, иако ќе дојдеме и до правата и ќе бидејќи еден дел некако не го одговоривме убаво. Значи, по што се разликува цензурата либерално-демократска од автократската цензура ако имате повторна цензура? А пошто рековте имате создавање на услови за автоцензура на овие. Дали тоа не зависи кај едните е мотивот економијата, кај другите политичката репресија, така ли? Кај авторитарните е политичката репресија. Да. А кај другите, па вие ќе ве угушам, нема да ви давам пари, вие сами ќе се уништите. Значи нема да имате пари, ќе мора да се затворите. Значи го спомнавме клучот за тој проблем. Тоа е немање на одржлив пазар. Прашањето е сега не е ова дека ја инсистирам на нешто, сакаме бидејќи насловот ни е тоа да не се лаже, да дадеме двете страни да ги видиме. Прашањето е, бидејќи се повеќе и повеќе, знаете, кога разговараме со луѓе, кога разговараме, они ви даваат аргументи на кои што едноставно застанувате и викате: окей, чекајте да видиме, да провериме што е што. Значи, на крајот на денот, ние може да зборуваме за било какви политики, возвишени, либерални, човек кој прави се. Клучната работа, социјалната стабилност на човекот е какво е чувството на среќа. Што значат, пример, 10 гроша, дали он ќе ги ужива на еден начин или ќе ги ужива на друг начин. Факт е дека тука има многу повеќе фактори од самото управување. Геополитика, глобализација, современи технологии, ќе дојдеме и до тоа. Меѓутоа, ако имате, еве во делот на самоцензурата го рековме, вториот дел, еве да ги земеме човековите права. Дали ќе се согласите со мене дека, прво не знам дали знаете, дека Human Rights Watch, како една од организациите која што е најгласна за почитување на човековите права и Human Minority Rights, беа жестоко критикувани дека сите
сите делови за рапорти кои што им беа допред некоја година за заштита на човековите права им се за граѓански и политички слободи права. Многу малку имаа за економски, социјални и културни слободи права. Ако се вратите назад во генезата кога се создавани овие права, ќе видите дека блоковската поделеност ги создава двата пакта, секој од своја страна. Граѓански и политички слободи права ги форсирал Западот и либералната демократија. Вториот дел, социјални и економски права ги форсирал социјализмот или онаа страна која што се идентификува како комунизам, иако немал никош комунизам. Сега, ако е тоа така, бидејќи гледано од меѓународно правен аспект, двата пакта се на еднаква основа и двата се ius cogens, важат подеднакво. Дали и овде немаме сега повторно политика во начинот на кој што од кој аспект ги гледате човековите права? Да, ние ќе збориме за човекови права, но од аспект на либералната демократија, не од аспект на социјалата, каде што ќе треба на корпорациите да им кажете дека ќе мора да направат синдикални права, дека ќе мора да дадат породилно, дека ќе мора да дадат минимум право, кај што суровиот профит во кој што капитализмот влијае негативно на чувството на среќа за кое што сега зборим. Добро, во ред. Не се согласувам сега. Значи, еве ако тргнеме од параметарот економија. Ние зборувавме за политиката, зборувавме нешто за граѓанското општество. Ако ја земеме економијата, кај нас повторно имаме доминација на државата. Ние имаме 1/3 од БДП зафатена во буџетот. Развојна економија не треба да има ни грам повеќе од 1/4. Слашко, не се спротиставувам на тоа дека имаме лош начин на кој што државата се меша. Тоа никој не го спори. Ама државата доминира во приватниот сектор. Значи не преку креирање на законодавство или прогресивен данок. Добро. Нешто што се обидоа и видоа дека за 6 месеци направи катастрофални резултати тука во Македонија, па ретерира. Слашко, може ли да оставиме нашата држава да ги гледаме во геополитички контекст? Знаете зашто е тоа? Не, зборуваме за социјални права. Ма сега ќе ви кажам зашто. Бидејќи ова е реторика, има поента зашто го инсистирам. Ова е реториката на десничарите. Ова е реториката на Путин, ова е реториката на Кси на која ги ловат. Кој ви вели дека Путин е десничар или Ксин, чувај Боже, десничар? Јас не велам дека се они. Ја не велам дека се они десничари. Јас само велам ова е реториката на десничарите и реков ова е реториката на десниот популизам во Европа. Да, и ова е реториката на Путин и на Кси. Не тврдам дека се они десничари. Јас кај мене е чисто дека они имаат автократски режим. Прашањето ми е, само сакам да го декодираме. Сакам да го декодираме ова, да го декодираме ова. А како? Ако они сега го користат ова, пошто вие, што е тоа што вие ќе им го понудите? Условно кажано, еве заклучивме дека имаме лошо управување. Еден од факторите, значи, кои што го користат они во таа геополитичка компетиција е лошото управување за да искористат социјалната стабилност како фактор преку кој ќе искажат лојалност. Многумина носталгично се врзуваат непотребно со Русија или со Кси, како порив, бидејќи гледаат порив, затоа што ги идентификуваат лошите политики од времето на транзиционизмот како одраз на тоа дека тоа е либералната демократија. Ме разбирате ли? Тоа е. А во суштина не, во суштина знаеме дека не. Сега јас сакам едната е лошата политика и дефиниравме дека тоа е лошото управување од политичките елити изминатите 30 години, кои што го корумпирале системот и направиле и испорачале лоша транзиција, не само лоша транзиција, него испорачуваат многу лош принцип на партиципативна демократија, во која го манипулираат, прават инженеринг, го обструираат вистинскиот демократски дискурс. Сега, тоа го расчистивме. Прашањето ми е како во услови од аспект на човековите права, тоа е еден од битен факт. Како ќе се соочите со луѓето да им кажете, добро, пошто се разликувате или кој е тој што кажува на меѓународен план, овие права ќе бидат побитни од овие права. Зошто? Например, никој не ги прашува производителите на например, какви права имаат работниците во Apple. Колку сати мора да работат за да го произведат Apple, бидејќи станува збор за производител кој што доаѓа од нечија преминенција. Јас немам информации. Добро, има студии во кои што го зборат. А еве сега ќе имате информација. Дали ќе се согласите со мене за тоа дека Катар и добар дел од голфските земји не спаѓаат во земји кои што можеме да кажеме дека се либерално-демократски земји? Апсолутно не се. Добро. Не се согласувате или се? Не се. Не се. Добро. Како сега ќе го оправдаме? Добро, како ќе го оправдаме тогаш? Ставот на Европската унија во кој што ќе каже дека за нас
во кој прво вели дека ние не сакаме да имаме работа со авторитарни режими, ама сега кога е во прашање консумизмот за да можеме да ги задоволам консумизмот за социјална стабилност во Западна Европа, ние Катар ќе го земеме, ќе забораваме на се тоа, за какви права, иако имаше дебати еден куп за скандалот кој што и се појави во Европската унија, а е оркестриран од Катар. Имаше корупцијски скандали кои што завршија на суд. Како тоа сега ќе го одговориме наспроти ова? Тоа е прашањето за социјалната стабилност. Како да му одговориме на македонскиот граѓанин на крајот? Што е тоа што ќе му порачаме? Зошто сепак либерална демократија е подобра од авторитарни режими? Пошто ако го имате и таму го имам тоа, и оваму го имам тоа, а он вика на крајот, слушај, моето чувство или квалитетот на живот ми беше 10 пати подобар тогаш. Либералната демократија е подобра дефинитивно ако се изгради. Ние имаме либерална демократија, кај нас демократијата е во изградба. Добро. Ние немаме функционална пазарна економија. Значи ние во суштина немаме либерална демократија. А ние сме во транзиција. Добро. Ние сме во Еве земји имаат кои што имаат либерална демократија, а се незадоволни. Например, Европа велеше дека ќе биде солидарна или дека солидарноста е една од европските вредности. Се согласуваме за тоа, така ли? Добро. Одлично. Што се случи кога дојде мигрантската криза? Нас ни држеа лекции како ние треба се однесуваме. Се сеќавам за хрватската амбасадорка во тоа време беше прва која што излезе условно кажано во понеделникот, во петокот кога нејзината земја реши дека ќе стави рампа, ја смени сосема политиката за таа солидарност. Кај завршува? Значи, дали ме разбирате што сакам да ви кажам? Значи, дали двојните стандарди од лошото управување државите се суверени и си играат своји суверени политики. Тоа што тој суверенитет го делегираат, го препуштаат, па некој се занесува, па настојува некаков Лисабонски договор да го направи устав, па да ги избрише нациите држави во Европа, па тоа предизвикува реакција, нели, нормално природна реакција на европските држави, односно на граѓаните на добар дел од европските држави, и они од стара Европа, и они од нова Европа. Тоа е нормален процес. Дека државите се себични во штитењето на сопствениот интерес. Тука мислам немаме никаква дилема. Сашко, вие сте дефинитивно гостин кој што ќе биде можеби еден од најчестите гостини во овој подкаст. Не, тоа далеко од тоа, меѓутоа само да поентирам, во делот на економијата ние не можеме да зборуваме за дистрибуција на социјални права во однос на работниците. Ние имаме солидно развиени синдикати во Македонија. Кои што се политизирани максимално. Солидна заштита на работничките права. Имало и кога повикувале да се гласа за политички партии, што апсолутно е недозволиво. Сега мислам дека се по-неутрални. Имаме историски во не толку далечно минато улога на синдикатите кај што не ги заштитиле работничките права, особено во оние би рекол мануелни трудоинтензивни дејности како што е текстилната индустрија. Значи тоа е неспорно дека синдикатот бил продолжена рака на комунистичката партија. Тука не спориме за тоа. Меѓутоа постои поврзан или не поврзан со елитите, постои како таков. Проблемот е што приватниот сектор не може да дише буквално и фигуративно и буквално ако сакате од тоа што му се наметнува од страна на државата. Значи, вие ако имате ваков експанзивен буџет, еве само еден параметар ви кажав, 1/3, а треба да биде 1/4 од БДП. Што значи тоа? Тоа значи дека државата помалку ќе интервенира во социјални различни трансфери, кои што во суштина значат корупција на гласачите. Колку се ефикасни политиките за поддршка на земјоделството, например. Не се ефикасни тие политики. И тоа доаѓа како транши, како трансфер кон граѓани. Бидејќи сме во избори, не сакам да бидеме, не сакам да се влезе не сакам да се влеземе во. Јас можеби имам малку десничарски бајас или сега. Сето тоа е вредно. Не сакам овој форум да се внесе во внатрешна таа трка, немаме таква намера. Ајде да излеземе уште еднаш ќе се обидам да излеземе на глобален план. Ајде да ги ставиме во контекст современите технологии и користењето на тие технологии во праксата за управување и за постигнување на социјална стабилност. Голем дел од интрузивните технологии, кои што се нарекуваат и сайбер оружје, се произведени од западни фирми. Збориме или фирми кои што се благонаклонети кон западниот свет. Збориме за Pegasus, збориме за Predator. Едните дојдоа од САД, другите дојдоа од фирма која што е израелска. Една од тие фирми имаше сестра фирма во Македонија и една од тие фирми, покрај тоа што имаше фирма сестра во Македонија, влијаеше на изборите во Грција, влијаеше на изборите во Египет и овде се произведуваше таа опасна алатка. Како сега тоа
апропо, ајде да оставиме дека Wikileaks и Snowden биле во право кога ги кажале, бидејќи не чувме негирање. Не чувме негирање на Cambridge Analytica скандалот, дека има проблем со тоа. Како сега таа приватност или оваа, како приватноста на овој капитализам кој што алгоритмите ги прави да веловат и да ви ја загрозат приватноста во под наводници, нели, во насока да ви понудат подобра услуга дигитална врз основа на тоа што вие преферирате и врз основа на вашите лајкови, без при тоа некој да ве праша дали има право да ги прислушкува вашите разговори, да ве анализира и да ги собира податоците без ваше знаење. А сето, внимавајте сега, сето ова се платформи кои Кина, Русија, Иран само ги користат или ги злоупотребуваат, ги манипулираат во брутално зад кој стои државата. А немаме аргумент дека зад овие не стојат држави, затоа што излезе скандал дека Ангела Меркел е преслушкувана од ЦИА и тоа го дознавме преку Wikileaks и Snowden. Никој не го негираше тој факт. Не знам дали се разбираме. Како тоа го ставате сега во овој геополитички интерплей и во однос на таа социјална стабилност, ако веќе се фокусираме на индивидуата, на заштитата на тој, на граѓанинот. Повторно, малку поинаков концепт би сугерирал. Значи, она последното што го кажавте, ќе се вратам и на технологиите. Заштита на индивидуата. Да. Сепак нашите граѓани летаат во јато. Кај нас општествената група е сепак можеби традиционална категорија, меѓутоа од аспект на оној ригиден либерализам кај што индивидуата е во сите аспекти на врвот во општеството, кај нас баш не е така. Во делот на правата и обврските апсолутно не би имал намера да полемизирам и тука треба секој поединечно да одговара, односно да ужива еднакви права. Меѓутоа да не ги заборавиме различните социјални категории кои што се традиционални, кои што се поврзуваат со јазикот, со културата, со обичаите, со верската припадност, нешто што кај нас е ите како важно и можеби традиционализирано, можеби луѓето тврдат дека се верници, а не ја практикуваат верата толку како што тоа некој го прави на запад. Сензационализам. Меѓутоа истовремено на запад може да ја смени верата многу полесно, а кај нас тоа е сепак традиционална категорија. Луѓето научиле традиционално да коегзистираат. Ако зборуваме од аспект на градење на одржлив мир, ние треба да ги користиме тие традиционални механизми кај што вие не ги решавате проблемите методи. Вие се учите континуирано да преговарате. Значи, вие континуирано треба да разговарате со вашиот сосед, со вашиот комшија. Добро, тоа се што го велите, се согласувам. Идејата на демократијата не е неегзистенција, туку коегзистенција. Таа коегзистенција подразбира прагматизам и прилагодување на различностите. Не е секогаш да дојдете до конечното решение и тука завршува се. Не, секогаш ќе има еден чекор понатаму. Сосема накратко. За технологиите, навистина, јас малку повеќе можеби сум уплашен. Си немав работа во делот на кога беше ковидот, па читав малку повеќе за новите технологии, за се што носи вештачката интелигенција или што би можело да донесе, колку брзо тоа се развива. Сепак западните демократи, колку и да ги злоупотребуваат, колку и да ги ползуваат рационално, имаат некаков етички кодекс кај што некои работи сепак не се, односно се тестираат, се преиспитуваат. Не само тоа. Меѓутоа, има уште една работа. Етички кодекс не постои во Кина, кај што директно се копираат технологии од некаде, можеби, превземени од западните демократи или некои од западните држави и директно се применуваат на град, да речеме, од 2 милиона, 3 милиона жители. Значи, генерално се согласувам со ова што го велите, до фактот дека постои механизам во либерална демократија кој што може да го објави ова. Значи, постоело објава. Во тој дел, кај режимите не знаете веќе дека има објава, едноставно, значи, таму имате мрак на сето ова и тоа е таа предност. И можеби тоа е оди на контото на Черчил кој што, нели, рече демократијата е најлош облик на владење, освен сите други, се дека не ми најдете некој понов. Бидејќи ни летна времето, верувал или не, кои се трите работи или 4 работи кои што ти би ги издвоил, а се битни за да можеме да ја зајакнеме социјалната стабилност во ек на геополитички надпревар, во ек на пролиферација на вознемирувачки технологии и во ек на предизвик по човековите права? Први,
треба да се вратам на почетокот како го започнаме овој разговор. Ние треба да изградиме општество во кое ќе имаме предвидливост. Значи граѓаните да не се соочуваат со некои работи кои што се вон законот и со ќе започнете приватен бизнис, па некој ќе дојде со символички со ташничето, па знаеме што следува. Значи вие мора да имате предвидливост во општеството. Првата работа на која што би ставил акцент е функционална правна држава. Меѓутоа не како флоскула. Функционална правна држава можеме само да изградиме единствено, јас сум убеден во тоа, не сум го слушал од колеги, единствено ако го смениме правниот модел или започнеме да го менуваме правниот модел. Нас ни е потребно промена од класичниот континентален правен модел кој што води до хиперпродукција на законодавство во Европската Унија и го бирократизира системот на Европската Унија, нешто што беше еден од клучните фактори, никој не го спомнува исто така, за дезинтеграција на Советскиот сојуз, источниот блок, тоа е таа бирократизација. Значи ви имате хиперпродукција на закони, преуредувате. Брексит, причината на Британија е таа бирократизација, една од причините. И треба да се свртиме кон англосаксонскиот модел, кај што и пресудата ќе биде извор на правото и кај што ќе имаме воедначување на она што се нарекува дистрибуција на правдата. Тоа можеме да го направиме само со нови генерации, никако обучување на тековни генерации на судии и обвинители, со нови генерации кои што ги гледаме на факултетите, кои што се екстремно квалитетни, меѓутоа кои што доаѓаат на браната на судијата, Академијата за судии и јавни обвинители, кај што првин се влегува мое мислење по линија на непотизам, второ е партиска линија, трето е етничка припадност, четврто е можеби квалитет. Добро. Тоа е мое мислење. Значи не може вие да имате тестирање за англиски јазик и при тоа никој да не одговора и истите сега да во моментов се судии и обвинители. Ќе ги дебатираме овие теми. Може ли втората и третата? Втората работа на која што треба да изградиме функционална економија која што ќе се базира на пазарната економија. Значи да имаме компетитивност. Јас ви тврдам дека минималната плата ги уназадува, концептот на минимална плата ги уназадува правата на работниците. Вие подобро да го тргнете тој концепт и да го оставите пазарот сам да се регулира, компетитивноста на пазарот и желбата за развој на одредени професии, самата ќе ги издигне професиите на ниво кое што би било дури и еднакво со она на Европската Унија, диверзификација на економијата дефинитивно и може би државата може да интервенира минимално со законодавство во делот на промовирање на нови технологии, нешто во соработка со низините партнери се разбира, не може да развиваме секакви технологии тука, тоа треба да бидеме свесни за тоа. И не знам, може би во делот на таа зголемување на таа партиципативност и тоа граѓанско општество, кај што треба секогаш да тргнеме од локалниот проблем. Донаторите се фокусираат на метанаративи, форсираат и теми кои што се идеолошки пролиферирани, нешто што се врзува за тој екстремен либерализам, а што не поминува во традиционални општества и тоа предизвикува реакција и потоа спасот условно кажано се бара кај некои авторитарни режими кои што произлегле од комунизмот, а тој комунизам или се уште се дел од комунистички системи, а тој комунизам е уште полиберален од овие либерали за кои што зборуваме, кои што имаат агенти. Значи треба да се тргне од локалните проблеми ако сакаме да дојдеме до решение. Одлично, Срачко, ви благодарам. За мене генерирате нови теми, нови прашања, за кои што ќе дебатираме во следните подкасти со вас. Тоа е дали имаме културен империализам со сето ова, ако веќе наметнувате вакво нешто и тоа меѓутоа од тоа по тоа. А мене ми останува само да заклучам, да се заблагодарам за вашето следење. Се надевам дека понудивме мощна и интересна тема и тема за која што ретко можете да ја слушнете, барем во овие простори.